А во продолжение повелете и во Кратово, доколку сакате да доживеете една поинаква туристичка понуда — фотосафари. Самото име е многу интересно, а всушност се работи за фотографии на старите занаети кои се во изумирање, но Кратово пак е местото каде што и тоа како се негуваат. Ајде да видиме како изгледа оваа изложба. Градот Кратово со сите своји убавини што ги има, едноставно ги повикува фотографите од земјава и целиот свет да ја овековечат. Водени од оваа идеја, викендовченовите на фотоклубот Куманово беа во обиколка на градот, запознавајќи ги сите специфики на градот низ призмата на фотообјективот. Нивниот домаќин Стефче Доневски им организираше возбудливо фотосафари, кој започна во етно куќа Шанчева, а продолжи во ковачката работилница на мајстор Сабри, блицевите Светка и во кројачкиот дуќа на Шнајдер Лина, а фотосафарито финишираше во работилницата на Тишлерот Рса. На секаде на светот се губат овие занаети, оваа архитектура. Тука во Кратово има некој златен рудник, да кажеме, на фотографија која може да инспирира и авторите да креираат. Фотографијата има некој посебен бран на популаризација. Значи денес се прават, во еден ден се прават толку број на фотографии како што низ историјата до сега има направено фотографии. Иако Кратово нуди широк спектар на елементи за фотографирање, гостите од Куманово акцент ставија на две нешта. Пред се архитектурата, тоа е нешто што го наоѓаме ние тука кои што сме од Куманово, нешто најинспиративно и нешто најтрадиционално изворно. Исто така луѓето, сите се фини, сите се спремни за сликање. Денот кулминираше со отварање на меѓународна изложба на уметничка фотографија Коритон 2017, во која со своји фотографии учествуваа над 500 учесници од 56 земји. На фотографиите беа представени старите кратовски занаети и препознатливи ликови од кратовската чаршија, а за недобрите автори организаторот обезбеди награди.